Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе разгледаме ензимите кои што се дел од антиоксидативната одбрана на клетките. Исто така се наречени цитопротективни ензими, но сепак ќе нарекувам тука антиоксидативни ензими. Првично ќе започнеме од продукција на супероксид. Како што спомнав во претходните видеа, супероксидот е неминовно дека ќе се создаде при нормално функционирање на клетка, така при продукција на енергија, така кај електронскиот транспортерен синџир кај митохондриите, може да се состои од липидна оксигеназа, над или надпе оксидаза, ксантин оксидаза и така натаму и така натаму. И што ќе се случи? Значи имаме кислород плюс електрон и тоа што се добива е супероксид, кој што е реактивен и може да направи проблеми. Значи овој супероксид, освен што може да влезе во интеракција со шекери, со протеини, со липиди, исто така може да влезе и во интеракција со азот моноксид, кој што е одговорен за некои антиинфламаторни, антикоагулативни дејства во крвните садови, учествува во вазодилатација и така натаму и така натаму. И кога доаѓа во контакт со овој супероксид, формира пероксинитрид, кој што има многу негативни дејства. Во ред, со цел не се случи се ова, така пероксинитрид, нарушување на некои шекери, протеини или липиди, имаме одредени оксидоредуктази кои што го сузбива, така да кажеме, овој супероксид, и најбитното тие е супероксид дисмутазата. Самото име ни кажува што ќе прави овој ензим, ќе дисмутира супероксид. Самиот термин дисмутаза значи дека влегуваат во интеракција две исти молекули. Значи, овој ензим ќе земе два супероксида и ќе ги реагира еден со друг. И да видиме што ќе се случи. Значи, зимаш еден супероксид, така, плюс уште еден супероксид и реагираат еден со друг. Што се добива? Се добива еден нормален кислород плюс еден кислород кој што има два несврзани електрона, односно два нецелосни електронски парови, кои под дејство на водороди кои што се наоѓаат во околната среда, значи водород или тоа може да бидат молекули на вода, ќе формира молекула на вода. Океј, значи плюс 2H ќе се добие како краен продукт, ајде ќе облежиме со сина боја, H2O2 плюс O2. Значи од супероксид се добива водороден пероксид, кој што повторно е опасен и ќе видиме што се случува понатаму со него, и безопасен кислород кој што се заминува во околната средина. Но пред да продолжиме понатаму, сакам малку подетално да го разгледаме овој сод ензим. Кај еукариотските клетки, значи кај луѓето, имаме три изоформи на сод. Така, значи, ајде ќе бележам тука сод. Имаме сод 1, 2 и 3. Сод 1 се наоѓа генерално во цитоплазмата. Има и мала количина во митохондриите и некои други органели, но најголемата количина се наоѓа во цитоплазмата. Сод 2 е во митохондриите и сод 3 е екстрацелуларен ензим. И овие ензими користат различни метали внатре во нивната структура, односно имаат на различни метали, кои користат за нивната активност. Значи сод 1 користи бакар и цинк, значи бакар и цинк. Сод 2 користи манган и сод 3 исто така користи бакар и цинк. Постојат и некои изоформи, особено кај прокариоти, кои што содржат и железо или пак никел во нивната структура. И овие ензими имаат многу послична структура со сод 2. И тоа не е чудно, бидејќи митохондриите кои што се во нашите клетки порано биле прокариоти, така независни прокариоти кои што сега тоа е барем теоријата на ендосимбиоза, дека дошле заедно нели во склоп со нашите клетки како што ги знаеме денес и постојат така што соработуваат, митохондриите даваат енергија, нашите клетки, еукариотскиот тип на клетка дава како ресурси, заштита и така натаму, но поентата ми е митохондриите во нашите клетки се еден вид антички бактерии кои што ние сега ги носиме. Така што не изненадувачки дека структурата на супероксидот во нашите митохондрии е слична со структурата на супероксид дисмутазата кај прокариотите.
И кај SOD1 и SOD3 каталитичката ефикасност сушност е овозможена од бакарот, додека цинкот е тука само за некој си вид стабилизирање на структурата на ензимот. Така, значи ова е стабилност, додека бакарот е за катализа. А кај митохондриите само манганот постои, тоа е нормално за катализа. И што се случува? Првично ензимот се наоѓа каде што бакарот е бакар 2+, тоа е овој дека чекор, каде што зима еден од електроните, значи ензимот го зима еден од електроните, преминува во бакар, преминува во бакар плюс и после го предава тој електрон, така го предава тој електрон на овој тука кислород, и овој кислород сега има 2 електрона и преминува повторно назад во бакар 2+. Океј? Значи, го зима електронот, го дава назад. И тоа е возможно од бакарот. Или пак од манганот, нели, кај другиот ензим, кај SOD2 варијантата, таму се случува следно, значи имаш манган 3+, преминува во манган 2+, и всушност овој метален ион овозможува трансферот на електрони да се случува, така. Дополнително SOD1 вреди да се спомне дека има хомодимерна структура, додека SOD2 и SOD3 имаат хомотетрамерна. И во однос на ензимската активност SOD3 е сличен со SOD1, ама во однос на структурата SOD3 е сличен со SOD2, што е баш интересно. И SOD3 е мешан во многу процеси кои што се поврзани со инфламација на крвните садови, некои имуни одговори, така бидејќи сепак е екстрацелуларен, се влачи надвор од клетките, поврзан со атеросклероза и така натаму и така натаму. И SOD1 и SOD3 се инактивирани од цианид, така што го дојдеш цианид, единствената фракција која ќе анализираш е митохондријалната, бидејќи SOD1 и SOD3 се инактивирани од цианид, бидејќи имаат цинк во нивната структура. Дополнително интересно е дека ензимската активност на SOD1 па и на SOD3 опаѓа многу рапидно, односно времето на полураспад на ензимот во серум е неколку минути, значи околу 10 минути е времето на полураспад, значи T1/2. Додека за SOD2 тоа е 5 до 6 часа. Значи структурата на SOD2 е многу постабилна во серум. И тоа е битно, бидејќи правени се експерименти каде што имаме нокаут на глувци, одредени гени фалат, дали за SOD1, за SOD2 или за SOD3. И ако нема SOD2, клетката не може да обстојува. Значи не може да обстојува без митохондријалната супероксидна дисмутаза, што е логично. Тука има најголема продукција на супероксид. Тука е продукцијата енергија, така оксидативната фосфорилација. Додека без SOD1 и SOD3 може да се функционира. Океј. Нормално постои многу други работи кои може да се кажат. Една интересна работа е да SOD1 се наоѓа генот на 21-виот хромозом. Така што кај Даун синдром, каде што имаме трисомија на 21-виот хромозом, има многу повеќе од SOD1. Така ќе се речеш, па тоа е супер. Ако имаме повеќе од супероксид дисмутазата, ќе имаме помалце супероксид. Така, да, ќе имаш помалце супероксид, ама ќе имаш повеќе водороден пероксид, што е токсично за клетките. Така што луѓе кои што имаат трисомија 21 хромозом, тие што имаат Даун синдром, иако навидом изгледа дека ќе имаат посилен антиоксидативен систем, да, они имаат, но при тоа имаме поголема продукција на водороден пероксид. Ако тој не можеш да го отстраниш доволно колку што го продуцираш, тој ќе биде токсичен. Дополнително интересно е како воопшто супероксидот, барем SOD1 и SOD3, го добиваат бакарот во нивната структура. Бидејќи бакарот го нема толку многу во клетката, тој може и да биде токсичен, така што се носи во крвта или од страна целулоплазмин, влегува во клетките и кога ќе влезе во клетките, тој е транспортиран од еден бакарен шаперон. Значи си има посебен протеин кој што го зима бакарот и го носи до супероксид дисмутазата, за да го интегрира со цел да може да функционира ензимот. И за SOD1 познат ни е, значи дека постои тој бакарен шаперон,
кој накратко се бележи CCS, значи copper, CU, chaperone for sod. Бакарен шаперон за сод. За манган не ни е познат протеин, ама знаеме дека и тој треба од некој протеин да е донесен во митохондриите со цел да може да функционира SOD2, додека за SOD3 екстрацелуларниот има низа на протеини ATOX 1, ATP 7A и така натаму, кои што го доставуваат бакарот во процесот на изфрлање на овој сод ензим. Значи идат кај ендоплазматичниот ретикулум, кај голџевиот апарат и таму го доставуваат. Океј. Ајде сега да видиме што се случува со водородниот пероксид. Така бидејќи не може тој така да остане, бидејќи е сепак и тој токсичен. Постојат повеќе начини на кои може водородниот пероксид понатаму да се деградира до други соединенија. Еден од најпознатите е со помош на ензимот каталаза. Каталазата е еден од доста еволуцијски презервираните ензими, кој е битен за правилно функционирање на клетките, мислам. Има огромен број ензими кои што се битни за правилно функционирање, али каталазата е некаде таму при врвот, така доста е битен. Има еден од најголемите какат броеви, односно обрт, така, значи ензимска активност има голема. Има хомотетрамерна структура, значи е изграден од 4 субединици кои што се сите исти и се вклопени една во друга. И во внатрешноста има метален јон, како и други ензими. Најчесто тоа е железо, некаде е заближено дека може да биде и манган, и ова е потребно за правилно функционирање. Има за ензим голем обсек на pH во која може да функционира, не на ниво на организам, него на ниво на живиот свет. Сега, ова важи и за голем број други ензими, така кај одредени бактерии, ензимот може да функционира на ниско pH, кај други може да функционира на високо pH. И каталазата е еден од тие ензими кој што е доста може да се најде во различни форми низ живиот свет. Сега, како всушност функционира? Железото обично е во форма железо 3 и тоа е битно, бидејќи каталазата е еден од ензимите кој што слично како дисмутазата спојува, да речеме, наводници две молекули на водороден пероксид. И што се случува? Доаѓа првата молекула H2O2 и таа реагира со железо 3 и тоа што се добива е всушност H2O и се добива железо 4 оксид. Океј? Сега таа молекула ќе се замине и ова железо сега ќе дојде во интеракција со друга молекула H2O2 која што ќе се добие H2O, но ова овдека ќе реагира со кислород кој што се откачил и ќе се добие O2, а ова повторно ќе се врати нели во првобитната состојба од железо 3. Во ред? И тоа што се добило всушност на крај, ако би го сумирале, би било од две молекули H2O2, така, еве дека ќе бележам, двојка, така, значи од две молекули H2O2 се добиле две молекули на H2O плюс кислород. И овој кислород е всушност тој кој го сретнуваме како меурчиња, сигурно се ставиле водороден пероксид во уши, така, или на некоја рана, сте сисекле и сте слушнале дека треба да ставите водороден пероксид, иако има некои истражувања дека тоа може да биде штетно, но кога ќе оставите, ќе видите одма меури. Така, бидејќи во ткивата има голема количина на каталаза, која што има висока ензимска активност, високо KCAT, така што целиот тој водороден пероксид ќе се конвертира во вода и во кислород. И тој кислород ги прави меурите у таа вода и тоа го гледате како пењене, така како пења ќе се направи. И ова се става на рана или водородниот пероксид со цел да се уништат некои патогени кои може би биле на раната и да се исчисти раната. И каталазата е асоцирана всушност со многу заболувања, така да ако има генетски нарушувања така што имаш помалку каталаза или имаш повеќе каталаза, тоа може да се рефлектира со некои невродегенеративни заболувања, кардиоваскуларни и така натаму и така натаму. Но, окей. Каталазата е едниот начин да се отстрани водороден пероксид, постојат и други. Како на пример глутатион пероксидаза. Вака ќе повлечеме уште една линија и ќе идеме малце вака надоле.
Значи глутатион пероксидаза. Во некоја литература X-от го обележат голем, во некоја литература е мал, така што ја ќе обележам мал, мислам дека е попрактично. Глутатион пероксидазата користи молекули на глутатион. Што мислам со тоа? Глутатион пероксидазата е ензим кој што користи селен, значи селен му е потребен за правилно функционирање, додека за неутрализација на водородниот пероксид користи глутатион. Како изгледа тоа? Да земам боја некоја. Нека биде портокалова. Глутатион кој обележиме GSH, ќе видите во следното видео зашто го облежиме или во претходното, не знам по кој редослед ќе стама, ама глутатионот е всушност трипептид, изграден од 3 аминокиселини и има тиоаминокиселина, така која има SH, односно има сулфурна група. И вака ја бележиме кратенката. Кога е во ваква форма, викаме дека е редуциран. Уред, имаме, како што реков, две молекули на глутатион. Сега, зошто се битни тие две молекули на глутатион? Бидејќи во комбинација со водороден пероксид, овие две молекули даваат секоја по еден водород. Односно, ако бележам вака со бела боја, се оддаваат два водорода кои влегуваат во реакција со H2O2, така што ќе се добие две молекули на H2O. При тоа, глутатионот сега е оксидиран и можете да се замислите дека од две молекули GSH се добиле две молекули GS. Така, сега интересно е дека овие две молекули на GS може да се припојат овдека, така што тоа што би се добило би било GSSG. Поред, така ја бележиме оксидираната форма на глутатион. И постојат голем број форми и изоформи на глутатион пероксидаза. Мислам, за скоро сите ензими постојат изоформи, ама ова е баш карактеристично за овој ензим. А најбитни се првите 4. Значи, дај да земам да сам со розова боја. Значи, глутатион пероксидаза 1, таа се наоѓа во црвени крвни клетки, во црн дроб, во бели дробови, не знам, во нервно ткиво и така натаму. Значи, имаме 2 која се наоѓа во цревниот тракт. Да, во цревниот тракт. Имаме 3 која се наоѓа главно во плазмата. Нормално, сега кога викам се наоѓа главно во плазмата, она се наоѓа и во други органи. Така кртак стигува до скоро сите ткива. И нормално дека се наоѓа и во други органи, но карактеристична е за плазмата. Океј. Имаме 4 која се наоѓа во мембраните на голем број ткива. Значи ова е баш карактеристична за мембраните. Сега сите овие 4 имаат и различни субклеточни дестинации, кога овие например повеќе се наоѓаат во цитоплазмата, митохондриите, јадрото, додека тројката почесто е секретиран, 4 почесто е со мембраната врзен и така натаму и така натаму. Значи гледате дека има разноликост, имаат горе-долу иста функција, но некои повеќе преферираат одредени работи. Така, например, GPX1 најмногу префериран или водороден пероксид, додека GPX4, оваа пероксидаза, преферира липидни пероксиди. Океј? Така што има разлики во pH, така во ензимска активност и така натаму, но тоа е тоа. Сега, исто и во структурата. Овие 3 имаат хомотетрамерна структура, додека 4 има мономерна структура. Иако ги сметраме како исти ензим. Постојат некои истражувања каде што се набројуваат и 5 така GPX кој што се наоѓа во се лачи како секреторен кај епидидимусот, кај тестисите и во некои други ткива и исто така не е зависен од селен, така што го имаме тоа. Имаме GPX6 која е најдена кај некои свињи, така истражувања се прави, кај што е најдена во односната слузница, олфакторно и така натаму и така натаму. Има многу истражувања и кај растенија, кои што ги имаат овие ензими, па различни растенија имаат различни изоформи. Во ред. Сега, може некој да го постави прашањето: добро, а што се случува сега со овој оксидираниот глутатион? Така, па има начин да се поврати назад. А тоа е користејќи го ензимот глутатион редуктаза.
Значи, ева ќе бележаме на стрелка зад назад, користејќи глутатион редуктаза, но нормално за тоа се случи ќе биде потребна енергија, бидејќи правиме енергетски нефаворабилен процес, а таа енергија доаѓа од над pH, која преминува во над P+. Океј? Значи идеме во овој овдека правец. И нормално бидејќи имаме две молекули, на крај го се добиваат, користиме две молекули на над pH и се добиваат две молекули на над P. И очигледно е дека овој тука водороден атом, од тие две молекули ќе го замени водородниот атом тука и ќе биде тука. Океј? Сега некој може да забележи да рече, па овие водородни атоми, кои што ги користиме за да се регенерира глутатион, зошто ги користиме директно тие? Зошто воопште го користиме глутатион? Не може едноставно директно водороден пероксид со ова што го бележев над pH да реагира и да се добие над P+, две молекули, наместо две молекули глутатион и едно исто ќе се добие, нели? Крајниот продукт ќе биде две молекули на вода. Така, користејќи ги овие два водорода. Наместо ги користиме глутатион, може да ги користиме над P директно. И да, ова постои. Постои ензим кој што се рекува над pH пероксидаза. Во ред. Постојат и многу други ензими, значи постои и манган пероксидаза, која е слична со каталазата која е со манган. Постојат други ензими, цитохроми и така натаму, кои што го конвертираат водородниот пероксид до некое соединение кое што е безопасно. Инаку битно е да се спомне дека овие ензими кои што го конвертираат водородниот пероксид во нешто безопасно се наоѓаат во пероксизомите внатре во клетките. Нормално ги има и надвор од нив, секретирани во цитоплазмата и така натаму, но генерално се најконцентрирани во пероксизоми и таму се случуваат овие реакции. И ова е генералното што требаше да го спомнам за ензимски антиоксидативен систем. Нормално може уште многу да се збори, например интересно е да спомнам дека во нормална состојба на клетката глутатионот во редуцирана форма го има 100 пати, грешно, значи го има 100 пати повеќе него оксидираниот, додека кога има оксидативен стрес, така што се користи многу глутатион со цел да се редуцира, го има 10 пати повеќе. Така значи 10 кратно паѓа нивото на глутатион за време на оксидативен стрес и тоа може да биде битен маркер со цел да се мери оксидативен стрес. Има и други маркери како липидна пероксидација на различни продукти на оксидирани протеини, значи advanced oxidative protein products, некои деградирани продукти од липиди и така натаму. Не ви е битна сега толку праксата, но ова е тоа што требаше горе-долу да го знаете. Нормално има многу повеќе детали. Например, запазите оваа книга. Ова е книга од 1063 страни. Гледате тука горе лево. Еа така. 1063 страни, добро, книга од 1988 за слободни радикали во биологија и медицина. 1000 страни. И гледате, многу убава вака куцана со type machine. Искендирана е од после. Но окей, има напредно со во електроредуцијски броеви. И хемија има доста. Добро, голем дел од тоа е всушност застарено, но сепак, вака идеме малце подоле. Примарни и секундарни антиоксидативни одбрани. Примарни се молекулите, секундарни се ензимите, терциерни се вакво репарацијските механизми на ДНА и така, но тоа не ви е сега битно. Значи, 1000 страници, вау. Нешто тоа читав, некои од овие работи се глупости, застарени, но има и доста работи кои се интересни. За супероксид дисмутаза. Каталаза, нешто, референции. Океј. Друго, например, имаме овдека за супероксид дисмутаза. Значи гледаме како е поврзано други реакции и така. Голем дел од овие работи ги зборев, како атокс, CCS.
различни изоформи, генетски се поврзани, како е поврзано со различни други состојби, сигнализирања, веќе знаеме дека слободните радикали сигнализираат дека сотрие создаден од мазната мускулатура на крвните садови, дека е битен во вазодилатација и така таму и така таму. Океј. И уште многу. Со D1, па како е поврзано со зголемен крвен притисок, како е поврзано со други болести, добро, хипертензија, васкуларна ремоделизација, ангиогенеза. Имаме некој текст за каталаза. Каталаза и како е поврзано со одредени нарушувања, со одредени болести, тип 1 диабет, така натаму, витилиго, анемија. Имаме исто за каталаза, тука некои истражување, термодинамика, кинетика на каталаза. Ето, примарна, секундарна. Имаме за глутатион, филогенетски анализи, како се поврзани различни изоформи, кај различни растенија, од каде што влече. Овие работи пред не ги спомнав, ги мислам дека не би се битни, глутатион трансферазата. Ова не е толку директно поврзано со антиоксидативна одбрана, ова е повеќе за, така кажам, неутрализација на ксенобиотици, односно страни материи кои што телото сака ги отстрани од себе, и ова ги врзува, ги пренесува со цел да ги неутрализира. Со цел не создават слободни радикали. Значи, како голем број работи се поврзани од страна глутатион. Ево дека доста различни инхибитори за овој ензим, како се случуваат некои реакции и така натаму и така натаму. И повторно за трансферази, така натаму и така натаму. Океј, гледате дека има многу материјал. Ова е што го спомнав е као сумација, тоа што е битно, као концентрирано. Или пак има интересно едно цело поглавје од Штраусова клиничка биохемија. Многу добра книга, иако сега е малце застарена, ама сепак материјалот е стварно добро организиран. Имам скенирана форма, ова е последното поглавје од книгата за слободни радикали и антиоксиданси. Дека збори што за слободни радикали, како се формираат, зошто се, како се, зошто може да штетни, реперфузија, нели, тука направат липидна оксидација, доштетат протеини, доштетат шекери. И еве антиоксидативната одбрана, као сумирана. Сега тука има други работи кои што ќе изборам во друго видео за одредени молекули, така бета-каротен, токоферол, основно витамин Е, како помагаат. И еве ги цитопротективните ензими, сод, каталаза, глутатион, пероксидаза. И тоа е тоа. Антиоксиданси за ова ќе збориме во друго видео. И окей, тоа беше се, надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.